во Грција по завршувањето на Втората светска војна? Филип, што мислиш? По завршувањето на Втората светска војна во Грција имаме граѓанска војна. Добро. Добро, тези друг некој ќе ни каже. Повели, во кој период се води граѓанската војна во Грција? Така, а кој завојувачите? Друг некој ќе ни каже кои завојувани страни учествувале во граѓанската војна во Грција? Повели, Лиljana? Така, грчките владени сили, седи и грчката републиканска армија. Кој ги помага грчките владени сили во текот на граѓанската војна во Грција? Верите, што мислиш? Добро, а републиканската армија на Грција? Од Советскиот сојуз. Добро, седи. И сега, кога на едната страна имаме Велика Британија и САД, на другата страна, кога имаме Советскиот сојуз, за која војна зборуваме? Зборуваме за студената војна. Може ли да кажеме дека Грција била, односно граѓанската војна во Грција била една од жарещата студената војна? Бидејќи е веднаш по завршувањето на Втората светска војна, тоа е едно од првите жаришта на студената војна. Сега ќе погледнеме една презентација. Презентација која што се однесува токму на положбата на македонскиот народ, на македонците во егејскиот дел на Македонија и се однесува на периодот од граѓанската војна, значи од 1946 до 1949 година. И гледате? Да. Вака, на првиот слайд ние имаме картата на Македонија. Го забележуваме ли егејскиот дел на Македонија? Треба да знаеме дека најголемите војни дејствија во текот на граѓанската војна во Грција се воделе токму во западниот дел на егејска Македонија. Собутчето следете ги градот Леви, градот Костур, градот Воден. Тука се воделе најголемите дејствија во текот на граѓанската војна. Македонскиот народ, што мислите во оваа граѓанска војна, кога на едната страна се владените сили, на другата страна е републиканската армија, на чија страна се става македонскиот народ? Повели Доми? Македонскиот народ се става на републиканската армија. Зошто? Од која водена републиканската армија? Водена од Комунистичка партија на Грција и таа е контролот на македонскиот народ и пријувани кон владачките на Македонија. Во максималните барања на македонскиот народ било припојувањето на егејскиот дел кон владата на Македонија, меѓутоа по минималните барања биле барем национални права на егејците, односно на македонците од егејскиот дел на Македонија. Добро, тоа се. Поради тоа македонскиот народ во текот на граѓанската војна точно е тоа дека се ставил на страната на демократската армија на Грција. Демократската армија на Грција беше армија на која политичка партија? На Комунистичка партија на Грција. Овој слайд ето што го гледате. Да живее генерал Марков и демократската армија. Гледаме така? На кој јазик е напишено? На кој јазик е? На кирилица, на македонски јазик. А демократската армија беше армијата на Комунистичката партија на Грција. Што ни покажува тогаш овој слайд? Да живее генерал Марков. Генерал Марков е еден од главните генерали на демократската армија на Грција. Што ни покажува? Што можеме да заклучиме од оваа фотографија? Македонците го слават името на генерал Марков и како поддржуваат Комунистична партија во своите напади. И демократската армија. Така, одлично се. Поради тоа македонците масовно се вклучиле во демократската армија на Грција. На наредниот слайд може да видите вооружени македонци во Воденско и Костурски, организирана во Народно-ослободителниот фронт. Во Народно-ослободителниот фронт се организирани македонците од егејскиот дел на Македонија. И токму во овој Народно-ослободителен, преку овој Народно-ослободителен фронт, тие бараат признавање на нивните национални права. Во договорот кој што Народно-ослободителниот фронт го постигнал со демократската армија на Грција, односно со Комунистичката партија на Грција, македонците добиле известни национални права. Што подразбирате вие под национални права? Што мислите, на кој начин кога на еден народ му се признаеме националните права? Еве баш во случајот како што е сега, кога на едно национално малцинство му се признати националните права? Ајде да се говори. Не е начин да се признати
и националните права, като има право на свобода, право на изпълнение на своя язик, на своите права, Кога учи на своя майчин язик, поддържане на културни дружества на своя майчин язик, повтаряне на училище на македонски язик. Одлично седи. Значи сите овие права македонскиот народ ги добил во Егејскиот дел на Македонија, меѓутоа само на оние се мобилизираните деца во групи од 100, дури до 500 деца стигнувале на југословенско-грчката, односно на југословенско-албанската граница. Со водечи од Комунистичката партија на Грција ја преминувале границата и пристигнувале на југословенска и на албанска територија. Тука рековме со возовите интернирани во источно европските земји. На следната слика може да видите како македонските деца се мобилизираат, односно се евакуираат пред воз за Романија, односно во Романија. Наредните фотографии, повторно се автентични фотографии од децата бегалци од овој период. Да спомнеме само дека во периодот од пролета 1948 до јуни 1949 година се мобилизирани некаде околу 28.000 до 30.000 македонски деца. Се уште историската наука го нема точниот број, односно го нема точните статистички податоци на бројот на мобилизираните, односно на евакуираните деца од Егејскиот дел на Македонија во текот на граѓанската војна. Наредните фотографии, повторно се фотографии од децата бегалци. Меѓутоа, на претходната фотографија ги гледаме децата бегалци на нивното заминување. На наредната фотографија веќе децата бегалци се пристигнати во источноевропските земји. Тука во источноевропските земји биле прифаќани во интернати. Наредните фотографии покажуваат децата бегалци. На првата фотографија во интернатот во Унгарија, на втората фотографија во еден интернат во Полска. Тука биле образувани од страна на педагозите од источноевропските земји и од нивните учителки, односно оние жени кои што тргнале со децата бегалци. За овие жени кои што тргнале со децата бегалци, кои што ги придржувале во текот на нивното евакуирање, децата ќе припадат еден единствен термин, односно ќе почнат да ги нарекуваат мајки. И понатаму кога ќе читаме сведоштва од децата бегалци кои ќе ги спомнат мајките, да знаете дека се однесува на оние, не на нивните мајки, на нивните родители, туку се однесува на оние жени кои што биле со нив ги придржувале во текот на нивната мобилизација. Гледате сега во презентациите. Што е разликата од овие две фотографии? Од претходната и од наредната фотографија. Што може да го очите? Кои разлики ќе ги го очите? Първата фотография, децата се в интернат, виждаме се сместени, виждаме училища, а във втората вече почнали да се образуват, да учат, да се развиват. Добро. Источноевропските земји, овие деца им обезбедени квалитетно образование. Поголем дел од овие деца кои што завршиле во интернатите во источноевропските земји се добиле со квалитетно образование и завршиле високо образование. Меѓутоа, по нивната мобилизација, граѓанската војна веќе привршувала. Кога заврши граѓанската војна? Што кажете на почетокот на часот? Лагица? А како заврши граѓанската војна? Македонците на која страна се бореле? Значи македонците се бореле на поразената страна. Кои што ја преживееле граѓанската војна во Грција, поточно на овие луѓе кои што биле протерени од граѓанската војна на Грција. Повелете? Ситуацијата на овие луѓе била многу тешка поради тоа што тие ги напуштиле своите домови, своите родни огништа и потоа веќе никогаш не се вратиле на својата родна територија. Тие уште комари деца поминувале стотици километри, боси без никаква храна, глади и се одделили комплетно од своите семејства, своите фамилии и пријатели. За по-илустративно да го прикажеме ова, односно епизодот на македонскиот народ, е да ќе погледнеме еден документарен филм. Документарниот филм содржи автентични фотографии, односно автентични снимки, токму од периодот 1948-1949